И Тарпео и неговите шуреви. Како сите ергени, така и Тарпео решил да се ожени, макар и во позрела возраст, 30 години. Наша љубава мома, Маријовка, се разбира, која има двајца браќа. Кога дошло време да ја доведат невестата, Пео им наречал на шуревите: невестата да ми ја доведете ни гола, ни облечена, а од мирас ни малку, ни многу. Почнале да се чудат браќата што ќе биде оваа порака од зетот. Но најпосле се присетиле и ја облекле сестра си во пезивол, мрежа за ловење риба, да така првиот услов од зетот го исполниле, бидејќи на вистина невестата изгледала ни гола, ни облечена. А како мирас и заврзале во едно шамиче еден гулаб. Кога ја довеле невестата така облечена, Пео се насмевнал и ја завртал главата во знак на чудење што ја погодиле шуреви му неговата прва мисла, па веднаш ја прашал што мирас му носи. Таа му го подала со десната рака шамичето и Пео, мислејќи дека се лири или франки, бргу ги одврзал. На штом го одврзал гулабот, овој летнал во облаците, а Пео си ја подкасал долната десна муцка и си рекол за себе: аха, и овие не биле за фрлање, ке си имам растравија со нив понатака. И почнал да се готви, да се надлажува, да се надмудрува, па и да се надкрадува со шуреви си. Кога дошло време Пео да си оди со невестата на првиче кај шуреви си, нашол едни рогови од голем јарец и ги врзал со едно ортомче, а ортомчето за самарот од маската на која јавал. И така ги однел роговите кај шуреви си. И уште оддалеку им се пофалил како им носи подарок голем јарец. Но кога оттрчале шуреви му да го одврзат јарецот, ги нашле само роговите. Лесна работа, почнал да ги теши Пео. Нели се тука роговите, јарецот мора сам да си дојде по нив. И таман се успеле сите во куќата, Пео станал и го украл од нивниот булук најголемиот јарец и го врзал за ортомчето, фрлајќи ги роговите на буништето да ги глодаат птиците. И кога се разбудиле изутрината шуреви му, што да видат? Навистина си дошол ноќеска јарецот по роговите. Се израдувале на големиот подарок, си го заклале јарецот и се нагостиле сите првичари од Пеовиот подарок. Се свршило првичето, си отишол Пео со невестата. Го испратиле шуреви му со пиење, со јадење и отишле кај овците да си ги бркаат овчарските работи. Кога го побарале, најголемиот јарец го нема. Бре, што се стори јарецот? Бре, кој го украде? Волкот ли го изеде? Се жалеле луѓето, но најпосле се досетиле дека таа работа Пео им ја направи. Тој го има украдено и никој друг. Си заклучија двајцата браќа и почнаа да мислат како да му се одмазат. И како што му е редот, и Пео ги покани шуреви си на првиче. И за да ги пречака и нагости што поубаво, закла едно теле и го обеси на горната греда во куќата. Дојдоа шуревите, се поздравија, седнаа на трпезата, но Пео сети дека сега пак тие му кројат некоја подмама или кражба, да не ги пушти од око да мрднат, ни да си проговорат нешто сомнително меѓу себе. Арна ама, нели ја пусти домаќин, му се наложи да стане, да донесе борина, нешто за пиење, за јадење, да ја помогне на жена си. И кога стана да излезе, истори ишарет на жена си да слуша што ќе зборуваат или што ќе прават браќа и. И таман тој излезе низ вратата, помладиот брат се опули во телето и му вели на постариот: облачно било тука, бацко, ке се изјасни ноќеска, му одговори постариот и почнаа да си јадат и да си пијат како првичари. Кога си легнаа вечерта, Пео ја праша жена си што споруваа браќа и, дури тој шеткаше надвор. Таа не знаеше да му каже ништо друго,
освен што го рекоа дека било облачно и дека ноќеска ќе се изјаснало. Ах, жено, ќе го украдат ноќеска браќат и телето, се притапка Пео, погодувајќи ги мислите на шуреви си. Море како ќе го украдат, кога и така за нив го заклавме, почна да го теши жената. Уште разговарајќи вака, нешто тропна на врата. Пео рипна од постелата и вели на жената: "Станувај, жено, го зедоа браќат и телето." И дури стана, дури Пео излезе, браќата веќе излегуваа низ портата со телето на рамо. Бидејќи на вистина телето беше тешко, тие се договорија едниот да го носи, а другиот да трча празен напред за да го земе одморен и да бега да не ги настигне Пео. Ар на Ама и на Пео му текна што мислат, да на превар некако излегол пред нив и го видел тој празниот како трча напред. Го пропуштил него да помине, а кога дошол тој со месото, му се приближил во темницата и му шепнал: "Дај да го поносам јас, а ти трчај напред да се поодмориш." Овој, мислејќи дека брат му е празен, му го дал на Пеа телето и се загнал колку што може и не може да трча. Кога излегол на неколку стотини метри, го нашол брата си и овој го прашал: "Камо го брату телето?" "Ах, безевенк Пео, ни го зеде телето," си рекоа браќата и со трчанка, сега пак тие по кусиот пат го преварија Пеа. И како беше прала Пејовица дента, најдоа во дворот една нејзина кошула и на брзина едниот се преслече во неа, се преправи во Пејовица и седна на прагот да го чека Пеа. И на висина Пео си дојде со телето на рамо, сиот испотен. Штом го виде Пејовица, почна да плаче и да тажи. Море пусто да остане телето. Ги удави сите говеда и волови. Кај беше, браќа ми ги собраа сите од говедарникот. Пео го бапна телето пред неа и отрча право во говедарникот. Кога погледна, сите говеда кај си лежат и кај си преживаат. Трчанка си дојде дома и ја најде жена си каде лежи во постелата. "Камо го мори, жено, телето?" ја праша со остар глас. "Какво теле, бре мажу? Од каде од мене го бараш, кога го крадоа браќа ми? Ама нели прегеска ти го оставив мориутко, кога ми рече на прагот дека ги отерале говедата?" Почна да ја кара Пео. Таа му објасни дека ни станала, ни излегла ноќеска од дома, откако отрча тој по телето. Пео разбра дека и тука шуреви му го надмудрија. Не губејќи ни минута, се истрча пак напред. Ки пристигна пак, се соблече гол, застана насред пат поткачен на еден камен. Ја крена едната нога нагоре, ја направи опашка, а со рацете направи рогови и се здрви на место. И се зададоа веќе шуреви му со телето. Кога го видоа ѓаволот насред пат, го бапнаа телето од земја и си рекоа за себе: "Бегај, брату, да бегаме." И ѓаволот на Пеа му помага. Така Пео си го зеде теленцето и си го однесе дома. Та сами со Пејовица си го искркаа, бидејќи шуреви му од срам не се вратија да го продолжат првичето.